Близу 35.000 работници во државата работат за минималец или до минимална плата. 9.000 работници, околу 9.000 работници примаат плата од 1 денар до 22.567 денари, што не само што не е законски, не само што не е хумано, туку и кривично дело да го прави некој работодач. И од таа причина сметам дека 35.000 работници заслужуваат зголемување на нивните плати, а апропо тоа заслужуваат зголемување на нивните плати и сите останати работници. Работниците нема да бидат задоволни кога гледаат дека работодавачите, односно функционерите, уживаат со 78% зголемени нивни плати и не гледаат причина да ги намалат, поради тоа што ако им се намалеле, ќе си даеле оставка од функциите кои ги извршувале. Наш партнер, потсетуваме Организацијата на работодавачи, Стопанската комора нема апсолутно никаква улога во процесот на преговори со синдикатите и со работниците, поради тоа што тие се најголемите виновници за работничкиот екзодус во последните 30 години. Да ги бркате работниците од Македонија во последните 30 години и денеска да носите работници од Непал кои патен ви бегаат од Македонија, треба да ви удри во главата дека тоа што го правите како политика е недоволно. Бараме враќање на работничкиот дом на работниците, укинување на пресудата на Врховниот суд со која се конфискуваше работничкиот дом од неколку причини. Првата причина е што еден од најголемите виновници денеска е во затвор за примање на мито и корупција, за влијание, за носење на пресуди во интерес на некоја од страните. Наке Ѓоргиев, судијата кој ќе лежи 3 години во затвор, беше еден од тројцата судии од судечкиот совет од 5 кој досуди на штета на работниците